гледаме на телевизии, ги гледаме на собраниските седници, често ги препознаваме, некои од нив и воопшто не ги знаеме, меѓутоа имаат клучна одлучувачка улога во секоја парламентарна демократија. Тоа се народните пратеници. Чии интереси тие застапуваат и како доаѓаат до идеја кои се приоритетите во поглед на желбите и потребите на граѓаните, но и како комуницираат со граѓаните и по кои етички принципи се води еден народен пратеник, ќе разговараме со Јане Мицевски, народниот пратеник актуелен во Македонското собрание. Останете со нас во продолжение и проследете го нашиот разговор. Јане, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостин во емисијата Мој збор. Денеска ќе зборуваме за нешто што може да се нарече твоја професија. Ти си народен пратеник и долго време кога се зборува за народните пратеници, прво мојот впечаток некако личен е дека луѓето не ја препознаваат суштината и вистинската улога на народните пратеници, колку тие можат впрочем да издействуваат за самиот народ и за самите граѓани и дека впрочем тие се првата врата каде што секој граѓанин треба да се обрати. Кога зборуваме за народните пратеници, говориме дека тие се најопшто вака дефинирано представници на народот. Меѓутоа, кога ќе се каже тоа народ, што веројатно води потекло од она старогрчкото демос, тоа е некоја многу хетерогена заедница која што ја составуваат голем број на луѓе, граѓани, интересни групи и така натаму. Сега да се представува целиот тој народ и да се познаваат сите интереси, аспирации, желби на тој народ, веројатно е тешко и работа која што е навистина е многу, да кажам, бара ангажман за да се запознае народниот пратеник со сите барања и желби и волјата на тие граѓани. Па затоа останува отворено едно прашање чии интереси застапува народниот пратеник и по што се води кога одлучува да гласа за, против, да дава предлози и да ја искористи таа одлучувачка моќ и право што го има како народен пратеник. Така, најнапред да се заблагодарам за поканата и можноста да бидам ваш гостин. Како народен пратеник, моја прва должност е кон граѓаните, односно кон оние кои ми ја даде довербата да ги представувам. Приоритет ми е да ги застапувам интересите на обичниот граѓанин, на работникот, на пензионерите, на наставниците, но пред се на младите луѓе во државата. Зашто се залагам? Како пратеник се залагам за економски раст, стабилни институции, владење на правото, односно правдата да важи за сите подеднакво. Моето делување насочено во правец да се слушне гласот на тивкото мнозинство, кој сака ред, стабилност и просперитет и достоинствен живот во Република Македонија. Иако секој пратеник доаѓа од некоја пратеничка група или некоја политичка партија или било кој друг субјект кој што го делегира или во собранието, има индивидуални разлики помеѓу пратениците. Некои пратеници се повидливи, повеќе ги памтиме, ги знаеме и така натаму по нивни изјави. Кон некои имаме повеќе симпатии, кон некои имаме антипатии во зависност од тоа како делуваат и каков јавен впечаток оставаат. Меѓутоа конкретно тебе ќе те прашам според кои етички принципи ти се водиш кога треба да го дадеш својот одлучувачки глас, односно како размислуваш, кој е тој етички темел кој што те носи кон одлуката дали да гласаш на еден начин, дали да дадеш предлог за некој закон, дали да дадеш приоритет на одредена група. Што си размислуваш надвор од собранието, од она што ние можеме да го видиме како јавност? Се водам според принципите на одговорност и транспарентност, но и со почит према Уставот и законите на Република Македонија. Во секоја одлука која носиме, во секое законско решение, секогаш размислувам за ефектот на законот врз животот на граѓаните, каков ефект има соодветниот закон и секогаш се залагаме со промена на закон или со креирање на ново законско решение, истиот да придонесе за подобар животен стандард на граѓаните. Според мене етички, пратеникот мора да биде пред се искрен, доследен и отпорен од било какви политички притисоци, кога е во прашање јавниот интерес. Моја обврска е да бидам мост помеѓу граѓаните и институциите, а не само глас во пленарната сала во собранието.
Народниот пратеник е еден од клучните столбови на парламентарната демократија. Тој не е само избран функционер, туку и директен представник на волјата на граѓаните. Преку него гласот на народот станува дел од институционалниот систем на одлучување. Пратениците се избираат за да ги бранат интересите на граѓаните, да предлагаат и донесуваат закони, да вршат надзор врз работата на владата и другите државни институции, како и да го гарантираат принципот на отчетност и транспарентност во владеењето. Во Република Македонија, според уставот и изборниот закон, собранието брои 120 народни пратеници, избрани преку пропорционален систем на избори во 6 изборни единици. Мандатот на пратениците трае 4 години, тие се избираат од страна на граѓаните на непосредни, слободни и демократски избори, што представува темел на представничката демократија. Собранието не е само законодавен дом, туку и форум каде што се водат дебати за националните приоритети, се носат буџетски одлуки и се усвојуваат меѓународни договори. Секој пратеник има право, но и должност да учествува во собраниските комисии, да поднесува предлози на закони, амандмани и други иницијативи. Исто така имаат право на пратенички прашања до министрите и премиерот, со што се овозможува директен механизам за контрола врз извршната власт. Што се однесува до историјата на пратеништвото и непосредната демократија во дејство, историјата на народното представништво датира уште од среден век. Првите форми на парламентарните демократии, односно на импровизираните парламенти, се појавиле во Англија со создавањето на така наречениот Магна Карта во 1215 година, што прв пат го ограничува апсолутизмот на монархот и воспоставува советничко тело составено од благородници, но и представници на општините. Ова се смета за почеток на современата парламентарна демократија. Представничкото пратеништво во Македонија има своји уникатни историски развој. Во 1903 година, за време на Крушевската република, во манифестот на Крушевската влада се споменува идејата за народното представување и рамноправност на сите граѓани без разлика на вера и народност. Подоцна, во социјалистичкиот период на Југославија, Македонија добива своја народна собраниска институција. Постигнувањето на независност во 1991 година, Собранието на Република Македонија се конституира како самостоен, суверен орган што ги одразува демократските вредности на новата држава. Но улогата на пратениците денеска не завршува само во салите на парламентот. Во времето на современата дигитална и отворена демократија, тие се должни да комуницираат со граѓаните, да одржуваат средби на терен, да организираат јавни расправи, но и трибини и да водат сметка за грижите на заедницата која ги избрала. Ова се делови од непосредната демократија, каде граѓаните не само што гласаат на избори, туку и активно учествуваат во процесот на донесување одлуки преку дебати, предлози и граѓански иницијативи. Кога пратениците ги слушаат и ги застапуваат реалните потреби на народот, се гради доверба и се зајакнува демократскиот систем. На тој начин улогата на народниот пратеник не е само формална функција, туку вистинска општествена одговорност и служба кон јавноста. Оно што јас со сигурност го знам е тоа дека ти многу често си помеѓу граѓаните и дека многу често граѓаните имаат доверба и ти се обраќаат со разноразни проблеми, предлози, идеи и така натаму, понекогаш можеби се тоа и некои конструктивни критики. Дали е тоа твојот начин што си го избрал да го слушнеш тоа што граѓаните имаат да го кажат и репрезентативно да го пренесеш нивниот глас во собрание, односно на таму каде што треба и таму каде што е одлучувачкиот момент, или имаш некои други техники како се запознаваш со потребите на оние кои што ги представуваш во собранието? А тоа се граѓаните секако. Најискрената слика за состојбата во државата ја добивате на терен, не од собраниските клупи. Јас редовно сум помеѓу народот, често сум на улица, на пазар, на секојдневни официјални и неофицијални средби со најразлични групи на население, пензионери, млади, земјоделци, дел од образовниот систем и така натака. За мене секој разговор со секој еден граѓанин е драгоцен, бидејќи вистинските проблеми ги дознаваме токму на терен. Некогаш се критики, некогаш се пофалници, некогаш се идеи за подобро функционирање, така да верувам во директниот контакт
И сметам дека народниот пратеник токму така треба да делува, а не да се насочиме да прераснеме во некое политичко елитизирање каде што ќе немаме слух со состојбите на терен. Кои се приоритетните промени според тебе кои што треба да се донесат во моментот? Веројатно имаш некоја обсервација на општата општествена и политичка слика во Македонија и веќе имаш идеја што е тоа што ургентно треба да се смени за да нели ги се постигнат оние цели за општа благосостојба на сите граѓани и животен просперитет. Зашто се залагаш во актуелниот период и кои ќе бидат, да кажам, твоите заложби кои што ќе ги покажеш и во собранието, ако можеме да најавиме нели за граѓаните што е тоа, какви се тие промени што може да ги очекуваат? Неполна една година сум дел од парламентарната група на ВМРО-ДПМН. Она што јас лично како пратеник се залагам се нели реформи во правосудството, силна борба против корупцијата преку носење на низа мерки на закони, подобрување на економската состојба, ќе ги споменам пак и пензионерите, нели со законско покачување возможивме линеарно покачување на пензиите за секој еден пензионер од 5000 денари. Меѓутоа, она што мене ми е клучно значајно и што е важно да го споменам е поддршката на младите во државата и сет на закони кои придонесуваат да се даде акцент на младите во Република Македонија. Особено се посветувам на младиот човек, да остане овдека, да твори тука во својата држава. Според мене тоа е најголемиот патриотизам кај еден млад човек. Да гледа перспективата тука, а не да го гледа билетот во еден правец како најдобра негова животна одлука која му е оставена за одлучување. Пратеникот има моќ да донесе промени и тоа е факт. И можеби луѓето тоа не го знаат заради тоа што не се експонирани толку јавно пратениците или можеби луѓето гледаат некои други политички фигури повеќе присутни во медиумскиот етер, па се смета дека пратениците на некој начин се едноставно непознаница можеби за еден просечен човек и која е нивната улога и нивното значење. Меѓутоа, навистина народниот пратеник има суштинската и клучната улога во една парламентарна демократија. Колку ти е важно тоа што го работиш и тоа што го действуваш да има резултати и, например, кога ќе се сретнеш со некои граѓани, како што често се среќаваш на граѓанските средби, или кога ќе едноставно имаш некој допрен глас од јавноста, како се рефлектира твојата одлука и сето тоа што го работиш врз граѓаните, колку е важен тој резултат за тебе и дали тоа ти носи дополнителна мотивација да продолжиш и ти дава на некој начин насока во кој правец да се движиш со своите постапки. Да, секако дека е важно, не од суета, него повеќе од одговорност. Граѓаните треба да знаат дека оној што ги представува реално се бори за нивните интереси, а не е само нем послушник во собраниската сала. Дали се работи за подобрена инфраструктура, дали се работи за ново отворено училиште, реконструирано училиште, нова отворена детска градинка, подобри патишта, подобри апцопатишта, секој едно покачување на плата, зголемени пензии, секое она нешто кое реално ќе го видиш во просторот, а знаеш дека потекнало од некоја граѓанска иницијатива, од некој состанок со идеја со група на граѓани, здружение на граѓани, преку законско решение прераснало во практично решение и сега луѓето, односно граѓаните кои ни ја дале довербата, реално го доживуваат тоа. Секако дека е сатисфакција и е мотив да не мотивира за војнина, знаеме да делуваме во правилниот правец. Така да секако дека ни значи. Народниот пратеник, медиумите и етиката. Колку е автономен представникот на народот. Во срцето на демократијата стои одговорноста, односно одговорноста на избраните представници кон народот, кон правото и кон вистината. Народниот пратеник како носител на легитимната волја на граѓаните игра клучна улога не само во законодавниот процес, туку и во оформување на јавниот дискурс, каде што медиумите се неизбежен и моќен фактор.
Во модерното општество јавноста најчесто ги добива информациите за работата на пратениците преку медиумите. Оваа врска е двонасочна. Од една страна медиумите служат како надзорен механизам, ги следат настапите, изјавите, гласањата и однесувањето на пратениците, со што обезбедуваат транспарентност, но од друга страна пратениците можат преку медиумите да информираат јавноста за својата работа, да ги објаснат ставовите и да го образложат својот придонес во одлуките што се носат во собранието. Но оваа поврзаност не е секогаш едноставна. Постојат случаи кога медиумскиот притисок врз пратениците, особено од страна на комерцијалните или политички мотивираните медиуми, може да доведе до извртување на нивните изјави, манипулации или селективна презентација. Во ваков контекст етичката зрелост на пратеникот и неговата доследност стануваат од суштинска важност. Прашањето што се поставува во јавноста е дали пратеникот има право на автономија или е само извршител на волјата на својата политичка партија. Според Уставот и законите, народниот пратеник е избран да ги застапува граѓаните, а не исклучиво партиските ставови. Тој има формално право на автономија во одлучувањето, може да гласа по сопствено уверување, да предлага закони и да го изрази својот личен став. Но во пракса многу пратеници се поврзани со така наречената партиска дисциплина, која им наложува да постапуваат согласно со станововите на нивната политичка групација. Ова ја ограничува нивната автономија и го поставува прашањето дали навистина ја представуваат волјата на граѓаните или интересите на централата. Некои држави имаат механизам за слободно гласање по одредени прашања од повисок морален или јавен интерес. Во Македонија ваквата пракса е ретка, но не е невозможна. Прашање на политичка култура, индивидуална храброст и интегритет. Што се однесува до етичкиот кодекс, тој е оставен на моралната совест на пратеникот. Иако не постои формализиран етички кодекс, задолжителен за пратениците во Македонија, јавноста очекува од нив да ги почитуваат одредените универзални принципи. А тоа се честност и транспарентност, односно пратеникот треба да информира јавноста за својата работа, приходите, интересите и потенцијалните конфликти на интереси, треба да биде лојален кон граѓаните, а не кон личните интереси, односно гласот на пратеникот треба да биде воден од интересот на народот, а не од партиските или приватните мотиви. Почитувањето на достоинството на институцијата исто така е една од очекуваните норми за пратениците. Нивните настапи, говори и дебатите во собранието треба да се водат со почит, аргументираност и без лични навреди. Исто така важна е и активната комуникација со граѓаните, односно пратеникот треба да биде достапен за јавните средби, дискусии, консултации и да ги слуша гласовите од терен. Отчетноста е една од клучните карактеристики кога станува збор за народниот пратеник. Граѓаните очекуваат да знаат како гласал пратеникот, кои иницијативи ги поднел и колку активно учествувал во работата на собранието. Во време на растичката недоверба, пратеникот е повикан не само да биде донесувач на законот, туку и носител на една морална стабилност и пример за честност и чувар на јавниот интерес. Колку е важно како личности да имаме своја автономија и да се водиме од својот здрав разум и да размислуваме со сопствена глава во животот, меѓутоа колку е важно тоа и за еден народен пратеник. Дали народниот пратеник има можност на едноставно да избере самостојно автономија на размислување или сепак треба да се следат некои општи инструкции кои што граѓаните ги дале при гласањето и изборот на политичката партија кој што го делегирала пратеникот. Како се прави балансот помеѓу личната автономија, носење на личните одлуки и она што можеби се третира како морална должност да се исполнат задачите и заветот кој што е даден пред граѓаните, иако во одредени моменти можеби вие како пратеници ќе просудите и ќе процените дека тоа е невозможно во некој актуелен момент да се направи и да се изврши. Најнапред важно е да знаеме дека се она што денес го реализираме сме го предвиделе со програма, предизборна програма која е изработена стручно и е така направена да веќе ние знаеме што може да предвидиме и што може да ветиме. Не е базирана на популизам, него на реални ветувања. Така да автономија кај секој пратеник постои, меѓутоа
во рамките на вредностите и принципите од политичката партија на која сме били избрани. Ние секогаш знаеме што може и до каде може, нели, да ветиме, никогаш не се бориме за гол популизам, него за реални остварувања. Дали пратениците треба да бидат, ти веќе даде одговор на тоа дека одиш на терен, разговараш со луѓето, сакаш да го слушнеш нивното мислење, често примаш и сугестии, идеи, критики и така натаму. Меѓутоа, до каде е границата? Затоа што верувам дека многу луѓе сметаат дека имаат целосен и 24 часовен пристап до пратеникот во текот на денот. Како да се направи таа граница, да се биде непосреден со граѓаните, меѓутоа сепак да се зачува или некоја дистанца и едноставно душевниот мир на крајот од краевите и приватноста и семејниот живот. Апсолутно се согласувам дека пратеникот мора да биде достапен. Јас лично примам граѓани, одговарам на секоја примена порака на социјалните мрежи. Мојот телефонски приватен број е лесно достапен и познат. Се среќавам на терен со различни групи, како што споменав, на граѓани. Пак ја повторам, не постои мала тема кога е интересот на граѓаните и нивните потреби. Често знаат да се јават за некој си проблем, некогаш за критика, некогаш со молба за некој проблем што го имаат, а честопати со поддршка. Меѓутоа, верувајте, многу значи таа поддршка дадена од граѓанин и тоа која не е очекувана, затоа што тоа ме обврзува да бидам уште поодговорен и попосветен во она што го работам и творам. Какво е твоето мислење за вклученоста на пратениците во медиумите? Сметаш ли дека почесто треба да гледаме, еве како тебе што те гледаме денеска во емисијата Мој збор, и други пратеници да бидат едноставно поизложени на окото на јавност и да можеме да слушнеме нивни мислења, можеби и надвор од собраниската сала и да едноставно се поведе дискусија за некои прашања или да имаме прилика да го запознаеме човекот од една друга перспектива што не представува таму во собранието? Колку сметаш дека е важно тоа медиумско присуство за запознавање со граѓаните и едноставно да се направи тој ефикасен момент кога можеш истовремено да се обратиш на повеќе луѓе, на поголема популација, на поширока публика, затоа што и медиумот малте не служи за тоа обраќање кон. Да, потребна е зголемена видливост на пратениците. Граѓаните имаат право да знаат што работиме, што правиме, кои закони ги носиме. Активно учество на пратениците во медиумите значи отчетност и транспарентност. Пратениците не смеат да бидат невидливи, мора да бидат според мене визибилни, гласни и присутни во медиумскиот простор, особено кога во прашања се клучните прашања за иднината на државата, така да секако секое зголемена присуство на пратениците значи отчетност и транспарентност. Ти благодарам. Благодарам и на вам. Да се биде народен пратеник е пред се одговорна работа затоа што се застапуваат интересите на граѓаните и секогаш тие треба што порепрезентативно да се пренесат и да се представат, а за да се дознаат интересите и потребите на граѓаните, пратениците имаат навистина голема задача да се движат постојано на терен, да разговараат со луѓето и да стекнат доверба кај нив. Затоа да се биде народен пратеник е исклучително значајна животна задача, меѓутоа и одговорна, а за сите етички принципи кои што ги поставува народниот пратеник, постои една цела индивидуална историја на правење на лични избори, меѓутоа и залагање за нешто што се нарекува општо добро. Вие ја следевте мојата денешна емисија со пратеникот Јане Мицевски, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела. Се гледаме!